Добро вечер со топ тема на ваша страна. Зошто настана хаосот околу составувањето на владата, доверувањето на мандатот, конституирањето на парламентот? Што подразбира широката коалиција и кое прашање ќе се затвори приоритетно? За јазикот или за името? Зошто во досегашните договори за коалицирање не се споменува ниту едното, ниту другото? Вечерва во топ тема на ваша страна интервју со универзитетската професорка Гордана Силјанова-Давкова. Останете со нас. Еве, како што најавив, гостин во вечерашна топ тема на ваша страна е професорката Гордана Силјановска-Давкова. Професор, ке ви благодарам што сте вечерва во студиото на Телма. И јас ви благодарам што ме поканивме. Многу прашања се дебатира деновиве и поминува на вистина време и различни толкувања имаме за сите овие настани. Јас на почетокот кажав дека се направи еден хаос во сето ова и прашање е кога ќе се среди тој хаос. Хаосот настане и околу тоа како ќе се формира влада, кој ќе ја формира влада, кој има мандат да го направи тоа. Меѓутоа, основната работа е за сето ова време парламентот не работи, не се состанува, не е избран претседател на парламентот, ниту пак има конститутивна седница. Каде лежи коренот на проблемот? Дали во ова последното што го кажав, или пак ние имаме на повидок некоја така наречена институционална криза, затоа што се работи повеќе за толкувања, а не за примена на закон и устав. Парламентот се третира како школа на демократијата и јас мислам дека, за жал, хаосот започна оттамо. Зошто? Бидејќи во многу устави постои изрична норма дека конститутивната седница не завршува со верификацијата на мандатите, туку со изборот на претседател на собранието, подпредседатели на собранието, па и со конституирање на шефови, односно водачи на пратеничките групи. Бидејќи тоа се органите кои се потребни за понатамошната работа на парламентот. Јас бев чудо невидена кога по верификацијата на мандатите пратениците си замина. Мислев дека нема да мрднат од салата за пленарните седници додека не го сторат ова што го споменав. Да ги изберат органите на парламентот. Меѓутоа никој, ниту една партија тоа не го побара, сите го оставија тоа како прашање второ, поведувајќи се кон тоа кој ќе го има мандатот, кој ќе составува влада и кој и како ќе преговара за состав на влада. Дали парламентарното мнозинство или парламентарните групи ќе можеа да покажат и кој навистина и реално може да состави влада? Дали парламентот ќе беше показател? Сигурно, бидејќи во изборот на претседателот на собранието, кој не е можен без 61 пратеник, ќе го видевме односот на силите во парламентот. Зошто е ова меѓу останатото важно? Бидејќи кога зборуваме ние за давање или за доверување мандат, не смееме да ја заборавиме ни компаративната пракса, бидејќи треба да бидеме стандардни. Во најголем број устави точно е дека се бара, значи дека мандатот се дава на партијата, на представник од партијата или од партиите што имаат мнозинство во парламентот, но во многу устави пишува и на најбројната пратеничка група, но секаде речиси има одредба по консултации со не со лидерите на партиите, малку да внесам промена во досегашните излагања, туку токму со шефовите на пратеничките групи. Зошто? Бидејќи партискиот пазар не е ист со парламентарниот. Пратениците по уставот ги представуваат граѓаните, а не партиите, така што и многу од партиите можат да бидат изненадени кога ќе дојдат во парламентот. Зошто беше одбегнато тоа, мене не ми е јасно, но веројатно резултатот кој што е неверојатно чуден, бизарен, речиси, внесе кај сите дилема што на вистина може да се случи ако започне гласањето
за избор на председател на конститутивната седница, а мислам дека и калкулации беа во прашање. Предпоставувам дека кај некои конституирањето на собранието одеше рака под рака со мислата за можност за распуштање на собранието, па сигурно и мислеа кој ќе биде првиот меѓу еднаквите кој би требало да посегне по тој чекор и секој посакуваше тоа да биде нивниот. Мене, како никој да не беше сигурен во тоа парламентарно мнозинство, или пак, како што велите вие, оставија да можат да се пазарат понатаму. Меѓутоа, дали политичките нивни апетити, секој сака да состави влада, ги прескокна најбитните институционални работи? Да, но мислам дека во институционалното скокање се вклучи и председателот на државата. Никој не спори дека, а го забораваме членот 84, според кој првата негова надлежност, првата алинеја во надлежноста е, значи, доверување мандат или на некој начин определување на мандатор за состав на влада. Ама не мора да пишува во Уставот. Јасно е дека, ако велиме ние интерпретацијата на Уставот е една логична, една не само јазична, туку и на некој начин телеолошка, а на некој начин социолошка, историска, компаративна техника или методологија, или ако сакате доаѓање до израз до нашата свесност за Уставот, јасно е дека сиве овие постапки водат кон заклучокот дека ви треба консултација. 10 дена се всушност денови за разговор со пратеничките групи, со пратениците, па еве и со лидерите на партиите нека биде. И јас сум зачудена како во тие 10 дена, ако се седнеше, ако се разговараше, можеше да се скицираат најразлични варијанти за мнозинство и да се воспостави еден ред во давањето на мандатот. Иако морам да кажам тука дека уште во стартот можеше да се види дека можеби не оној кој што има најмногу пратенички мандати, туку можеби некој друг ќе понуди ќе понуди гаранција дека има мнозинство во парламентот. Меѓутоа, се видоа двојните аршини на некој начин на председателот, или се имаше консултација, меѓутоа по неуспехот на оној на кој му го додали мандатот, а тоа е Груевски, да може да се формира влада со ДУИ. Од кога пропаднаа тие разговори, тогаш уследија консултации. Како да беше сигурен председателот во првата варијанта, а велите вие, значи се пропуштија тие 10 дена за да се направат консултации. Кај нас тие денови кои што се еве првите, оти сега нема рок. 10-20 денови се сваќаат како денови за пазарење, за денови за формирање влада. Што се всушност тие денови? Не. 10 дена се денови на разговори, денови на некој начин консултирање и избор на оној кој што ќе биде прв номиниран, па требаше, ако не успее тој, да се договорат кој ќе биде вториот што ќе биде номиниран. Зборувам според уставната пракса, но зборувам и според моделите во другите земји. А 20 дена се нешто сосема друго. Во 20 дена, сушност, се разговара за програмата со која ќе се излезе, бидејќи нашите влади се секогаш коалициони влади, и во програмата, дури и на партијата што има најмногу мандати или што има мнозинство, мора да се вградат елементи или би требало да се вградат елементи и од програмите на другите и да се разговара за составот на владата. Зошто дојде до оваа конфузија, мене не ми е јасно, зашто, да речеме, прагматичните словенци, еве намерно ќе го дадам тој пример, зашто досега не е посочен, кон што одат? Прво, предлогот на председателот веднаш го ставаат на гласање. Дали ќе помине и за него треба 61. Тоа се враќаме на прашањето дека тоа се прави во парламентот. Така е, во парламентот со конституирано собрание и со избран председател. А ако не помине неговиот кандидат, тогаш председателот може дури, ако му
овој првиот што не поминал, ако го убеди дека има шанса во вториот обид да направи, да помине со 61, пак да му го даде, но имаат можност и 10 пратеници тоа да го сторат, пратеничка група и се редат сите поред. А ако немаме ние рок, за жал, секаде има рок, 2 месеци, 90 дена во Србија, во Словенија ако не успеат сите, тогаш се дава еден рок уште од 48 сати, ако и тој не се распушта парламентот по сила на законот. Ние и такво решение немаме. Дискутирајќи за одредбите од Уставот, минатата емисија имавме и прилог со Фрчковски и еве го слушнавме на телефон и Владо Поповски, да споменам дека во пишувањето на Уставот учествувал и Лазар Китановски, затоа што минатиот пат не спомнав. Да, во преднацртот на текстот. Меѓутоа, сега се наоѓаат мани на Уставот. До сега, иако можеби се користеле во 92 праксата на Киро Глигоров е таа што ја применува можеби сега Иванов на кому ќе му го додели мандатот, меѓутоа нема прецизирани ставки, делови од Уставот, одредби кои што ќе упатат на роковите или на толкувањето. Затоа, како да секој по свое сега си го толкува Уставот и впрочем, сите овие партиски соопштенија што ги добиваме во последниве денови е партиско толкување на Уставот, експертско толкување на Уставот, толкување на Уставот на самите автори. Тие меѓу себе не се сложија кому сега треба да му биде доделен мандатот. Тие се сложија во се, меѓутоа не се сложија во тоа прашање. За жал, еве ќе почнам од основното. Разликуваме два вида на толкување на Уставот или интерпретација на Уставот. Друго нема. Или е судска, или е научна. Судската, некогаш редовните судови, зошто при примената на Уставот и законите, или пак во поново време трендот е да има уставно-судска интерпретација, бидејќи во неколку устави веќе на Бугарија, например на Руската Федерација, првата алинеја за надлежноста е толкување на Уставот. Ова што го велите вие, значи има различни причини. Не е чудно, бидејќи уставните норми се многу општи норми, да има разлики во интерпретацијата. Ама она што не го научивме ние, ненаучената лекција, што ја научија сите други држави од бивша Југославија е, прво, во самите уставни комисии имаат дел од експерти по уставно право, од конституционалисти, кои го следат остварувањето на Уставот и предлагаат решенија. Хрватите интервенираа неколку пати, словенците интервенираа исто така, србите интервенираа и сега кога ги читате одредбите од Уставот што се однесуваат токму на материјата за која зборуваме, веднаш ќе видите дека има разлика, има допрецизирање. Ние, иако се соочувавме во уставноправниот развој со различни интерпретации, повторно сме на таа линија. Научното толкување, само да споменам, дека не е задолжително, меѓутоа тоа е материјален извор на уставното право. Дури и судовите го користат. Дури денеска во една Британија, која нема пишан устав, ама има устав во материјално правна смисла на зборот и развиен конституционализам, може да се случи при толкување на одредби од уставен карактер да се повикаат на учебникот по уставно право на професорот Ван Дајси од 1885 година. Дури и во судот во Австрија уставен може да се повикаат на теоријата на, да речеме, на Ханс Келзен. Значи, тоа е материјален извор на уставното право. Во Македонија сите го толкуваат уставот. Таква креација во интерпретацијата нема и се разбира дека врв во интерпретирањето или најзастапени се партиските интерпретации, тие се најмалку научни. Она што можел да го направи председателот, а не го направи, да повика повеќе професори или луѓе од областа да се консултира со нив и да најдат заедничко решение во недостаток на такво тело. Дали до сега сте имали искуство да бидете повикана и дали сега се случи такво нешто? Не. Јас председателот
Георги Иванов, иако ми е колега, го немам видено да разговараме откако е избран за председател. Еднаш, кога беше законот за високо образование, ако се сеќавате, го посетивме со представниците од пленумот и тогаш разговаравме. Но помнам во минатото дека и председателот Трајковски, морам да кажам, би било некоректно, но исто така и председателот Бранко Црвенковски дека не викале и еден по еден, меѓутоа и заедно во ситуации кога била потребна интерпретација на уставните одредби. Сега остана на она што го даде како изјава председателот Иванов, во кој што кажа дека ќе го даде мандатот, довери на оној што ќе има 61 подпис за составување на влада и даде две, подоцна кажа дека се тоа само забелешки, меѓутоа во тој момент звучеа како услови што би требала можеби да опфати програмата на идниот мандатар. Во однос на собирањето на подписите, досега стрикно ниту еден председател не побарал од мандатарот да му донесе доказ писмен во кој што ќе наведе колкав е бројот на пратеници што ги има зад себе, а тоа добро да се конституираше како што треба парламентот и ќе се знаеше можеби. И втората работа, давањето на забелешки, колку е можно да се свати како услов или слобода на изразување на председателот кој што кажа дека се грижи за националните интереси на Македонија и затоа тие забелешки ги дал. Значи, постапката за собирање подписи има нешто принудно во себе. Референдумско прашање или пак има нешто принудно во себе. Консултацијата значи диалог. И тогаш може во консултации, дури во разговорите да се договорат кој мислат дека е најдобро да биде првиот што ќе биде предложен. Значи тоа е првото. Второ, во Уставот на Република Македонија точно е дека не стои, го нема зборот консултација, но тоа не значи дека не треба да се направи. И јас мислам дека доколку тоа беше направено, дека ние ќе тргневме на втор пат, на добар пат. Но нешто друго е. Доколку нема одредби други, освен еден став, тоа не значи дека не треба да се изградат принципи, државнички принципи. Принципи кои што имаат извор во темелните вредности на уставниот поредок, владење на правото, поделба на власта, членот 9, недискриминација по било која основа, па и по политичка. Принципот што сте го примениле во првиот случај, треба да го следите до крајот. Ако нема таков принцип, се создава, значи, една конфузија, се создава недоверба и навистина не сум чула јас дека председателите бараат подписи за да може навистина да имаат доказ сигурен дека оној што ќе ги собере подписите дека ќе помине во гласањето. Сите знаеме ние дека што и да зборуваат партиите, како и да ја представуваат ситуацијата, не можат да го избегнат критичниот момент, моментот на гласањето. Тоа ќе се види. И мислам дека тука во стартот исто така имаше грешка во чекори. Само да не заборавам, за да не ми биде замерено, сите ние прво имавме, вклучувајќи ме и мене, една дилема зошто председателот го повика председателот на Уставниот суд. И јас си мислев зошто би било тоа така. Меѓутоа, откако мој колега се сети на она решение, јасно беше. И веројатно тука беше тој потек добар од друг аспект, од аспект што реков дека денеска доминира уставно-правната интерпретација на Уставот како задолжителна кога се има дилеми околу значењето на уставните норми. Уставниот суд се имал произнесено, само да појасниме за гледачите, во 92 година во однос на прашањето и затоа беше повикан, велите вие, председателот на Уставниот суд. Веројатно бил, јас не знам, инаку на прв момент се прашувавме сите што би правел председателот на Уставниот суд. И јас истото, меѓутоа, кога се сетив на решението, значи веќе имало иницирана
постапка пред Уставниот суд за слично постапување да. и тогаш навистина тоа би требало да биде една уставно-судска лекција како треба Само да се извинете постапува. да појаснам, тоа беше кога, пак е повторам, во 92 година е додален мандатот на Бранко Црвенковски, откако Петар Гошов се изјаснува дека него прифаќа мандатот. За да знаеме, за да знаат гледачите зашто намерно го зборуваме. покренав зашто во ваша емисија Да, беше, беше. мислам дека е најсоодветно вие да дадете автентично толкување, бидејќи мојот колега Давидковски беше кај вас. Што се однесува до другите две прашања, многу важни. Околу територијалниот интегритет, унитарноста и безбедноста. Точно е дека кај нас во делот на номинирањето на мандаторот за влада не стојат вакви напомени дека би требало да се раководат партиите, никаде не стои во принципот, во реализацијата на принципот на поделба на власта околу некои прашања кои што се важни за државата и кои се од заедничка надлежност. Како што се безбедносните прашања и, значи, карактерот на државата. Но, исто така, во интерес на научната вистина, морам да кажам, во измените што ги превзеле останатите држави од регионот, например Хрватска, сега стои во основните надлежности на председателот дека се грижи за безбедноста на државата и за територијалниот интегритет на државата. Можеби, не знам. Ама тоа се надлежности на председателот, не на сакам да премиерот. кажам, можеби затоа председателот, бидејќи председателите кога даваат мандати, тоа не е непознат феномен, особено во француската пракса, па посочуваат што е од нивен аспект најважно. Значи, ако е тоа начин на изразување на загриженост, или ако е тоа повикување на она што во извештајот на Прибе исто така е предизвик за Република Македонија, можеме да го прифатиме дека е во чинот на доделувањето акцентирано. Но ако е тоа барање, инсистирање или ако сакате на некој начин услов за да може председателот да го довери мандатот, тогаш тоа не е во ред. Бидејќи партиите победиле со соодветни програми, добиле мандат врз основа на програмите и тоа е она што нив ги легитимира. Она што кај веќе и го заклучивме, оставањето на еден широк простор сега на преговори за формирање на влада, не фокусирањето кој е тој способен тоа да го направи, предизвика да во Македонија секојдневно имаме различни преписки, партиски напаѓања, различни брифинзи во однос на тоа кои се приоритетите за составување на влада. Сега се во моментов преговорите помеѓу СДСМ и ДУИ и не се знае точно како ќе изгледат, иако се позитивни. Еве, денешната изјава ќе ви ја прочитам на Невзат Бејта дека се ангажирани да се стави крај во функција, да се стави во функција собранието на Македонија и што побрзо да се формира влада. Значи и тие сега напоменуваат дека треба да се стави во функција собранието, дека се водат преговори и дека најбрзо ќе по средбата со Хан на партијата и на Ахмети ќе го информираат претседателството на ДУИ председател за тоа што ги за какви преговори станува збор со социјалдемократите. Меѓутоа, оставањето на волку широк простор, наместо концентрирање на решавањето на проблемот, само го усложнува проблемот. Да. Значи, веројатно свесни особено за ова станавме по една изјава во вашево студио дека преговорите можат да траат и 4 години, колку што трае еден мандат, и потоа уште следните 4 години мандат, можете да замислите, мислам. Тоа станува нешто што французите го викаат роман река. Да речеме, Белгија се соочи со еден таков феномен и беше потребно подолго време од она за Ирак да направи влада, но тоа е научена лекција. Затоа можеби мојот колега од Шпанија, конституционалист Карлос Флорес Хуберијас укажува дека во шпанскиот устав има рок од 2 месеци и после тоа се распушта парламентот. Но кога нема рокови, исто така јас сум вчудо невидена
Како партиите, како лупус ин фабула, не баре сега го почнуваат тоа што требало да го прават уште кога завршија изборите и беа верифицирани мандатите, во оние 10 дена тие меѓу себе да констатираат, да видат што е она што ги поврзува, што е заедничко, што може да биде костур или темел на програмата и сега да истрчаат спремни. Инаку точно е дека рокови нема, но повторно велам, мора да се раководи председателот од принципите. Рокот што бил овозможен на првиот потенцијален кандидат за мандатор, би можело да се почитува и за останатите, иако веројатно целта е што побрзо тоа подобро да се состави влада. Најважното е, пак по мене, процесот да се лоцира во парламентот, а не во седиштата на партиите, бидејќи ние имавме избори. На изборите голем дел од граѓаните, а богами и од лидерите на партиите и партиите, велеа дека реформски се настроени и дека ќе сторат се за да ги зајакнат институциите, а не да го деинституционализираат процесот на одлучување, и затоа местото им е таму. Да, ние сме сведоци дека во нашата демократија и политичка историја работите се решава во клубот на пратеници, во неформални средби, можам да кажам, колку и да тоа се формални и договорени однапред, наместо во институциите. Се помалку разговараа пратеничките групи, како што велите вие, а кај нас лидерската четворка, така наречена, е таа која што ги правеше работите, и за тоа и подосна ќе дискутираме. Меѓутоа, она што Брисел го бара од Македонија и доаѓањето на Хан, веројатно е неслучајно за да присуствува само на економски форум, е две работи. Да се направи коалиција која ќе биде поширока, меѓутоа, што значи тоа поширока коалиција? Некои го сваќаат буквално, да се состанат сите влади, како што беше ова техничка влада. Некои го сваќаат само како СДСМ со албанските партии, некои пак само македонскиот блок на партии која што може да има мнозинство за решавање на национални прашања. Што би значило таа широка влада или коалиција? И јас и во најавата кажав што ќе биде приоритетно прашање исто така битно, затоа што и тоа веќе е испорачено на маса, едно од тие прашањето за името. Многу тешко ми е да одговорам, бидејќи за тоа е потребно автентично толкување од оние кои ја употребиле таа еуфемистичка синтагма. Дури и портпаролката Коцијанчич во објаснувањето не знам дали дообјасни или докомплицира, бидејќи тука е можно повторно различно да ги поимаме нештата. Имено, најширока коалиција би била она што е познато како концентрациона влада или сите внатре во владата, за да се премости овој момент. Понатаму, широка коалиција би била и коалиција која покрај партијата која што има најголем број мандати, вклучува и онолку партии колку што и е потребно за да дојде до 61 пратеник или пак до повеќе. Но што е тука замката? Може да имате широка коалиција, а да нема консензус. Може да има потесна коалиција, а да има консензус околу клучните прашања. Не знам на што мисли Брисел, ама кога ќе чујам дека ова е моментот карпе дием од типот дека се во пакет треба да решиме, кога мислам на спорот со името, тогаш за решавање на тој спор потребно е многу поголемо мнозинство. Значи сите не можат. Да се подели одговорноста, што би се рекол. Не може широката коалиција во потесна смисла, но јас веднаш ќе кажам, кога е земја во оваква конфузија, во еден постизборен метеж, во време кога ние сакаме, ама не можеме да формираме влада, пардон тие политичарите, мислам дека не е вистинско време за решавање на проблемот со името, бидејќи
Секогаш кога Грција беше на локални избори, на парламентарни избори, кога тројката беше кај неа, кога беше во криза, аргументацијата беше не е моментот, дека треба помирно време за да може разумно да се решат прашањата. Но претпоставувам дека е ова предизвик за вас новинарите, кога ќе дојде господинот Хан, не преку портпаролката, не преку Меркур, преку Телали, туку директно да го прашате што всушност тоа значи, иако дипломатите секогаш употребуваат дипломатски еуфемистички говор, па оставаат ние да одгатнуваме што мислеле. Мене повеќе ми личи на ова дека Македонија како непослушни деца. Колку се понепослушни, проблемите се зголемуваат, а условите од родителите, условно кажано, тоа е Европската унија, САД и останатите кои учествуваат во овој процес, условите се поголеми, казните се поголеми. Јас не велам дека е казна да го решиме проблемот со името, меѓутоа е така со еден символичен речник. Бидејќи долго време се разговараше, се направи Пражинскиот договор, условите кои ги постави Прибе, прашање колку тоа е исполнето, а колку не е исполнето. И сега како повеќе овие партии, како повеќе не исполнуваат, така повеќе ги натоваруваат со уште поголеми и поголеми прашања. Јас ова вака си го толкувам слободно, иако секако дека ќе го прашаме Хан што мисли Брисел со ова прашање, затоа што ситуацијата е многу сложена. И сведоци сме на тоа дека многу работи и одредби од Пражинскиот договор не се исполнети и многу од условите на тоа Прибе. Значи, затоа се прави се чекор по чекор, не одеднаш. Но најважниот предизвик е владењето на правото, правната држава. Оти ако тргнете оттамо, ќе дојдете и до преиспитување на поделбата на власта, ќе дојдете до статусот на судството, ќе дојдете до заштитата на човековите права. За нас во моментов нема поважно од правото на живот, кое ни е загрозено со енормната загаденост, а темелна вредност на уставниот поредок е заштитата на човековата средина, па ќе дојдете и до поинаков амбиент за решавање дури и на меѓуетничките прашања. Да искористам прилика да кажам дека тезата дека прво треба да се решат меѓуетничките прашања, а потоа ние ќе се фрлиме на граѓански концепт на држава, апсолутно не. Меѓутоа никој во преговорите, ниту економските прашања, ниту овие прашања не ги става во платформа за преговори за програма. И втората работа е само да напоменам анкетата на Телма. Уште пред изборите покажа кои им се горливи теми на граѓаните што сакаат да бидат решени. Тоа се социјалните прашања, економските прашања, доброто образование, здравството. Значи, тоа се нештата околу кои може да се постигне консензус и да се прошири што е можно повеќе коалицијата. Ако одберете вие прашања што раздвојуваат, прашања за кои се размислува под наводници со емоции, а не со ум, тогаш многу тешко ќе дојдете до консензус. Кога ја споменав тезата прво меѓуетничките прашања, па после сите други, тоа ме потсетува на една теза на Сталин, кој велел дека со јакнење на државата таа е подготвена многу повеќе да одумре. Не, тоа е неизводлива, ниту тоа е теза која не може да се реализира. Она што на преговорите им претходеше е платформата што ја направи албанските партии како нивен услов за влез во нечија или со некоја коалиција. Тоа не се случи пред изборите, затоа што па и очекувано е такви услови да се поставуваат можеби и пред изборите. Им постојат и предизборни коалиции или тоа што велите вие кој со кого би можел и слично. Меѓутоа, поставувањето на петте услови, исто така што се и сега Дуи ги споменува, се најмногу врзани и се поврзани со прашањето на јазикот и употребата на целата територија на државата. Символите, декларациите и така. Да. Значи, ова се еден сегмент на прашања кои се отвараат во 2017 година. До сега немаше вакви условувања во преговорите со ниту една влада, а коалициони партнери се веќе на неколку избори претходни беа Дуи и ВМРО. Значи, јас од научен аспект овој пат тврдам дека за некои од овие барања, инаку сите барања се легитимни, е потребна промена на уставот, односно дека тие немаат уставен основ. Она што кога зборуваме за
двојазичноста на цела територија, се извинувам ако се повторувам, значи се нема во предвид, е следново. Во вториот став на амандманот 5, тамо каде што има запирка, се става точка. Некогаш интерпункцијскиот знак е многу важен. Ако во првиот став се вели дека службен јазик на целата територија и во меѓународните односи е македонскиот и неговото писмо, а вториот став вели дека службен јазик е јазикот што го зборуваат 20%, ама по запирката како што е утврдено подолу. Секој правник знае дека подолу нема на цела територија и нема во меѓународни односи. Подолу се наброени личните имиња, комуникацијата со подрачните единици, локалната самоуправа, во рамковниот договор, обраќањето на пратениците, употребата на јазикот во судството и така натаму и така натаму. Значи, службен јазик е и албанскиот јазик, меѓутоа не во капацитет и обем во кој што во првиот став е кажано македонскиот јазик. Дека моето научно толкување не е попусто, деновиве утврдив, ми се потврди, бидејќи ми падна в раце книгата Преговорите за постигнување на Охридскиот договор од Ветон Лјатифи, каде што има документи, каде што има, значи, факсимили на договорите, каде што се говори за предлозите на чувениот професор Пол Вилјамс за декларацијата Призренска, понатаму за рамковниот договор и така натаму, и тамо изрично пишува, значи, дека имало сериозни проблеми во преговорите, и јас се чудам зошто учесниците во преговорите појасно не објаснат, тоа ми е чудно. Значи, овде се вели дека после реакциите на предлозите на албанските партиципиенти кои што барале, албанското барање беше албанскиот јазик да има пун капацитет на втор официјален јазик во Македонија во сите институции. Ова беше формулација и на меѓународните олеснувачи. Што објаснува потоа дека на крајот се дојде до заклучок албанскиот јазик да биде официјален, но не со капацитетот што го бараше албанската страна. И наброени се ситуациите што јас ги споменав. Значи, јас не велам дека е тоа невозможно барање. Јас само велам дека во сегашната уставна и рамковна рамка нема правен основ за ова. Во платформата, во интерес на диалогот, има многу прашања околу кои би можело да се постигне согласност. Прашањата токму за судството, за владењето на правото, за евроинтеграциите, се прашања кои интегрираат, а не дезинтегрираат. Значи, ми се чини логично е да се почне од нив. Ама што е сега тука проблемот? Повторно во вашево студио, јас чув дека 5 барања имале статус на заклетви. И сега, кога имате термин заклетва, сериозен е проблемот. Тоа не е дава правна религиозно, оти кај што има заклетва, има и заповед. Тамо многу тешко можете да отстапите од нешто што сте го промовирале во заклетва. Значи, во диалог не може да има заклетви. Резултатот од диалогот не е познат однапред, туку е резултат на креативна аргументација. И затоа уште во стартот треба да се влезе со добра волја, ама и со решеност дека ништо не е нерешливо и ништо не може да има статус на заклетва. Пауза за реклами, продолжуваме со интервјуто и со прашањата кои се сега отворени прашања помеѓу преговарачите за состав на влада.
Продолжуваме со интервјуто со професор Силјановска. Професорке, сепак сите се свесни дека за промена на ова прашање, дали ќе се употребува и како албанскиот јазик на целата територија, потребно е двотретинско мнозинство. И сега играта е... И покрај него уште и мнозинство од оние што не се мнозинство, и тоа е специјалните сите измени што се однесуваа на рамковниот договор 2001, вклучувајќи преамбулата, бараат покрај мнозинството двотретинско уште и двојно мнозинство. Двојно мнозинство. Да. И значи ова не е лесно да се промени уставот. Меѓутоа, сега сите врелиот костен се го тргаат од раце. Од кога пропаднаа преговорите помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, ВМРО во соопштенијата кои се однесуваат на средби со амбасадори, се да објаснува и вели дека не е точно дека само СЈ е проблемот, туку тие не прифатиле ниту едно од тие барања на ДУИ во однос на јазикот. Од друга страна пак ДУИ вели ние прв пат. Еве, од ова студија што велите вие, Бујар Османи кажа, прв пат имаме ние согласност и од двете партии, и од СДСМ, и од ВМРО, ДПМН по тие прашања. И сега, сето ова, јас разбирам... И сега баш 4 години ќе бидат потребни ако се оди по оваа траекторија. Да, меѓутоа, свесни се дека не може туку така да се менува. Од друга страна, ВМРО, ДПМН и ДУИ беа 10 години во коалиција, го отворија и прашањето на јазикот. Впрочем, се донесе и закон за јазиците. И во амандманите од 2015 година немаше такво нешто. Интересен феномен. Да. Значи, имаше предлози на амандмани на Уставот. И сите мислевме дека е тоа договорено. Меѓутоа, реално што може да се стори сега? Кога станува збор, сега секој може да ја замајува јавност или своето гласачко тело. Прашањето што реално ќе се случи? Дури и коалиција да направат на темел на 5 завети, така наречени. Значи, што реално може институционално да се помине, што не може да се помине и дали пак ќе може само тоа треба да биде програм за кој што ќе гласаат пратениците. Да. Од сите партии за да дојдат до на мнозинство од 61. Оти вие може, ако сакате, ако вие мила самовласта, за се да се согласите. Меѓутоа, ќе ги изгубите следните избори или гласачите ќе ги шокирате, бидејќи ќе заклучат дека па ние не ви дадовме мандат за ова за што вие разговарате и преговарате. Бидејќи мандатот се добива на избори со програмата која што била презентирана, а не постфестум и не врз основа на дискрециони права. Значи во рамките на уставната рамка, оти владење на правото, значи дека прво ќе си признаете дека лекс супериор, закон над законите е уставот и ќе бидете патриот во неговото реализирање. Се друго следи. Меѓутоа, јас пак ќе кажам дека во партиските и меѓупартиските преговори се е можно и сите овие опции се можни. Аз свесни се дека може да ги затворат само на ниво на закон. Меѓутоа, кога станува збор за јазикот, а вие споменавте што вели уставот и како се и рамковниот договор. Таму има as determined below, како што е утврдено подолу и наброени се ситуациите. Нема логика да се брои ако имаат капацитет. Тогаш ќе има еден став. Првиот став, службени јазици на целата територија и во меѓународните односи се македонскиот и јазикот што го зборуваат 20%. Меѓутоа, ние денеска имаме двојазичност во смисла на два јазика да се пишува во локалните заедници, нормално каде што населението е повеќе од 25%. И не е доволно уште, Снежана. Таму има уште многу за работа, бидејќи не е доволно реализирано она што е утврдено во законот за употребата на јазиците, јазикот што го зборуваат 20%. Меѓутоа, што станува на централно ниво? Употребата на јазикот во собранието е решена. Меѓутоа, што со министрите кои што можат да говорат на својот мајчин јазик, да речеме на владините седници, што на исписите на државните, нели зборуваме институции на целата територија на државата. Меѓутоа и прашањата на судовите. На кој јазик може да му се суди на некој што е обвинет од одредена националност или пак доколку судијата е албанец, дали тој ќе може да зборува на албански. Значи сето тоа верувам дека се варијанти кои можеби сега се во овие преговори, меѓутоа до каде може да се оди во преговори имајќи го надглава уставот. Начинот и обемот може да ги утврдат, начинот може да го утврдат, меѓутоа рамката е законот, уставот, па и еве, кога интерпретираат, нека се држат и до рамковниот договор. Во книгата што пред малку ја цитирав, изрично значи пишува не во владините тела, не токму така пишува, а инаку да бидеме искрени, дека
во досегашната слободна партиска политичка интерпретација некои од решенијата од рамковниот договор се надминати. Да речеме, во рамковниот договор пишува дека пратениците може да се обраќаат to address на својот мајчин јазик, оние што имаат 20%, ние имаме и во председавањето, во комисиите тоа не е to address. Зошто да се обраќаат? Затоа што на избирачите на мајчин јазик тие ве бирале многу подобро, можете да им објасните. Кога сите овие прашања се отвараат, кои што мислевме дека се затворени со Охридскиот договор или имало можеби и таму недоречености, што ќе правиме со Охридскиот договор? Затоа што имаме од една страна комисија за ревизија на Охридски договор, имаше една сума 80.000 евра лани или полани се даде за таа комисија или за тоа тело, годинава повторно ќе се дадат пари, а од друга страна има работи кои што пишување на нов Охридски договор ли ова? Мислам, не знам како да го протолкувам, затоа што од една страна се бара да се во Охридскиот договор, а од друга страна како да се пишува нов. Она што мислам дека не се чита или не се сака да се чита од Охридскиот договор се всушност воведните одредби. Целта на Охридскиот договор не е етнократија, бидејќи етнократијата не е модел на демократија, туку мирен и хармоничен развој на граѓанско општество се разбира со почитување на правата на сите припадници на заедниците. Не знам дали е на линија, дали се на линија многу од овие предлози. Јас намерно донесов една книга, издание на Palgrave Macmillan, која се вика Civic and Non-Civic Values in Macedonia. Намерно, оти како што гледате во науката, дури во Palgrave Macmillan не е проблем Македонија името, ама важно е ова Civic and Non-Civic. Ние, наместо да одиме, значи, кон граѓанско општество, бидејќи на протестите гледавме споени знамиња, понатаму имаше изблици на радост дека граѓански се однесувале етничките албанци кога гласале за идеологија, за програма, бидејќи 80.000 или околу 80.000. Сега, јас не знам лидерите на партиите дали не водат сметка за тој амбиент, за таквите определби на граѓаните кои се на линија на тоа да градиме ние едно постмодерно европско општество, а овие што одлучуваат сега во Европскиот парламент да седнат некако македонци и албанци, туку како либерали, како членови на Социјалистичката интернационала, народните партии и така натамо. Тоа е нашиот пат. Воспротивно, одговорно тврдам дека ние одиме во предграѓанско општество. Навистина некогаш сакам да ги следам дебатите, ама многу се нервирам кога ќе видам постмодерни ликови со предмодерен речник. Човек си мисли да не сме во 19-тиот век по заложбите што ги слушаме. Бидејќи денеска јас очекувам за демос да зборуваме повеќе. Се разбира, со почитување на колективните права. Но веќе еднаш кажав дека луѓе кои звонено го познаваат регионот и Балканот, луѓе кои потекнуваат од регионот, како еден познат професор конституционалист од Лајпциг, Шарчевиќ, еден вели, ако во босанскиот устав, а Босна е денационализирана држава како демос, денационализирана, нефункционална држава станува таа. Значи, тој вели, ако во еден устав што треба да го донесе Босна, досаден, стандарден, не стои дека колективните права не може да се употребуваат на штета на индивидуалните, Босна никогаш нема да биде правна држава. Тоа важи и за Македонија. Спомнавте еден интересен пример, затоа што јас спомнав како би било, како ќе се применува двојазичноста во судовите токму за Босна. Може во однос на тоа кои права кога се загрозени, а кога се оправдани во однос на случајот со Страсбург. Да, звучи парадоксално, ама како што знаете, Босна е една
асиметрична федерација, во која што постојат така наречени три конститутивни или државотворни народи, бошњаци, срби и хрвати, и сите други се неконститутивни. Босна се најде во Страсбур во случајот Сејдич и Финци, припадник Ром, на ромската заедница, и припадник на еврејската заедница, како припадници на неконститутивни народи. Страсбуршкиот суд ја опомена Босна дека со пресудата во случајот Сејдич и Финци дека мора да внимава на она што ние го имаме како член 9 на клаузулата општо позната дека сите се еднакви меѓу останатото и без оглед на етничката припадност и дека етнички критериуми во судството се недозволиви. Не знам дали читаме ние, дали следиме, меѓутоа јас сум чула дури и повикување на босанскиот случај, тоа ви е исто како да се повикувате на кипарскиот случај, Кипар се подели, бидејќи ветото и етничките клучеви одеа до недоглед, се парализира прво, па потоа се подели. Мислам дека треба да бараме други примери. Кога зборувате за граѓански принципи, секако мислите и на употребата на символите. Прашање кое што исто така е на маса во овие приговори. И тука е прашањето што се подразбира под тоа. Дали секој да си го користи знакот или нивно обележување со двојазичност. Од друга страна, Косово покажа многу голема ниво на граѓанска свест, формирајќи ново знаме. Ниво на граѓанска свест, ама и свест на меѓународната заедница дека во спротивно ќе се создаде конфузија во меѓународниот сообраќај. Имено пак ние, бидејќи нели се будиме и заспиваме со рамковниот договор, не читаме што пишува рамка во таа рамка. Во таа рамка изрично пишува, може да следат, да не читам на англиски сега, дека пред советите, пред зградите на советите на општините може да се истакне, каде што се, значи, мнозинство, каде што се 20%, пардон, дека може да се истакне символ со кој што ќе се отслика идентитетот на мнозинската заедница и тука нема ништо чудно. Значи, пред зградата на општината, значи не на бандери, не на улици, не на ниви, не на гробишта, туку пред зградата на општината. Ама, тамо повторно има една запирка, па вика in accordance with international rules and usages, во согласно со меѓународните правила и обичаи. Што верат меѓународните правила? Тоа што велат и домашните. Ако регистрирате фирма, треба да одберете лого, име, кое ќе се разликува од другите, за да не доведете до конфузија. Во меѓународното право тука нема некои документи, резолуции, повелби, туку има правила и обичаи кои што велат дека треба да се разликуваат тие символи од знамињата на други држави, од знамињата на државата, од државата во која се општините, од знамињата на меѓународните организации и така натаму и така натаму. Веднаш може да ми дадете контрапример, да речете, па да, во Словенија, бидејќи тамо каде што живеат унгарците и италијаните, во службен јазик е и италијанскиот и унгарскиот јазик, ама на локално ниво и се користат нивните символи. Но што не се прави во Македонија, што е недозволиво. Значи, ние не живееме во конфедерација на општини, што би рекле Прудон, Кропоткин, Бакунин. Туку живееме во една држава која вели дека е демократска. Во таквата држава се знае дека символот на општината секогаш мора да оди заедно со државниот символ. Знамето на Република Македонија не е етничко знаме. И да искористам прилика, честопати сум слушала во разни дебатни емисии како било грдо и така натаму. Имало неколку пати оценување на знамињата од уметници, стилисти, и еднаш беше избрано за најубаво, еднаш беше второ.
Не е етничко, сакам да кажам. Значи, вие кога ќе го ставите знамето, еве нека е и тоа албанското, турското, српското знаме, покрај државното македонско знаме, велите, ова е општина во Република Македонија. А не е тоа некоја членка на федерација или не е тоа некоја друга држава. Може да ми речете, па албанското знаме не е државно, туку е национално, јас од научен аспект, тогаш ќе речам не. За жал, на Балканот, сите држави се формирале не по францускиот модел, нација демос, туку по германскиот модел на нација етнос, порано или подоцна. Албанската држава 12 година, македонската држава на Асном 44 година. Но во сите пишува врз основа на правото на самоопределување и така натамо. Тоа е, значи, неспорно. Каде е знамето, бидејќи нема ентитет кој има поголем суверенитет од државата, освен кога се откажуваме влегувајќи во меѓународни организации, каде е знамето, тамо е државата. Значи, националните символи ги собрале групите под знамињата и потоа станале државни символи. Тоа мислам дека треба да го почитуваме. Работата, како што вие кажете, се враќаат многу работите назад и пред Охридскиот договор и овие прашања за символи. Во 19-тиот. За жал имавме ситуации на апсење на градоначалници своевремено во 90-тите и слично и сега повторно се на маса. Она што е исто така актуелно. Иначе само да не заборавам, правила има, пишува дека 1/3 закон има за државно знаме, грб и химна. 1/3 треба 2 метри оддалечено, повисоко. А иначе, еве, ви препорачувам да ги прочитате, имаат и Албанија, и Турција, и Србија, исто така закони за употреба на државното знаме, па да видите каде може да се истагнат. Па вели, пред амбасади, пред конзулати, пред стопански комори заеднички. Значи, тоа е нешто за да се овозможи нормална меѓународна комуникација. Кога зборуваме, ќе се ватам за последните ваши зборови, нормална меѓународна комуникација, како во последно време, особено на релација ВМРО-ДПМН и амбасадорите и меѓународната заедница, таа комуникација како да не е баш, нема да речам нормална, меѓутоа не е баш дипломатска. И последниве неколку преписки што ги имаше оваа партија со амбасадорите беа кавгаџиски, можам така со народен речник да ги кажам, и еве јас имам тука неколку нивни соопштенија во кои што сугерираат како треба или не треба да се однесува некој амбасадор, нивната политика сега кон САД и кон амбасадорот Бејли, па имаше нели барање за истрага од одреден конгресмен што тој прави тука и слично, а од друга страна средби почести со амбасадорот на Руската Федерација. Дали во овие моменти кога се уште е неизвестно како ќе се формира влада и кој ќе влезе во нејзе, и ВМРО може да влезе во нејзе, и кога оваа партија преговараше и за договорот, помине оној прв круг на консултации, вториот ако не може, па може и третиот да оди, па може да пробаат уште еднаш, на крајот да пробаат. Дали се ги сече на некој начин овие гранките на кои што седи ВМРО-ДПМН со оглед на тоа што секако ќе се види со Хан? И понатаму, ако биде и на власт, дури ќе мора да разговара со амбасадорите во оваа држава, не може сите да ги избрка и слично. Што мислите за ваквата риторика? Ова не е прашање од научен аспект, туку повеќе ве прашуваме ве како јавност и како стручни. Има и наука малку. Има и наука, бидејќи има Виенски конвенции за дипломатски и конзуларни работи и тамо се одредени надлежностите на амбасадите. Тоа е едно. Иначе, кога се политичарите од Балканот во прашање, еден професор британски, Лафлин, Џон, напиша во една книга со колешка заедничка, Мирела Богдани, мислам се вика, албанка, една изворена книга, во која што речи си како да ја гледате македонската слика или српската или хрватската, морам да кажам, во која што вела дека однесувањето на политичарите на Балканот е во две крајности. Или е крајно субмисивно или поданичко, или пак е она што вие го рековте. Не се осудувам
нетолерантно или несоодветно и нерационално или дека недипломатски е речникот и така натаму. Меѓутоа, тука мислам дека има две димензии ова прашање, дека точно е, ние имаме една патека, една траекторија, велиме дека крајната дестинација ни е Брисел, дека на тој пат има потреба од учење, од разговарање, од преговарање, но и тука мислам дека треба сами да определиме некои линии. Кога реков дека има научна основа, сериозни професори како Джозеф Вајлер велат дека и во однесувањето на европјаните, односно на членките на Европската Унија, има доза на евромандаринство. Или тој, како што пластично го опишува во книгата Европски устав, вели како да е односот меѓу судија и обвинет или меѓу постар богат брат и сиромашен брат од типот молчи и слушај. Тезата му е дека во изградбата на ЕУ, во зацврснувањето на ЕУ, во она што се случи после Брекзит, дека треба да се трага и по идеи и на кандидатите за ЕУ, па и на кандидатите за кандидати, бидејќи тие се дел од Европа и имаат што да кажат. И дека интересите понекогаш се взаемни. Може би на таа линија, велам, треба да се најде некаков заеднички говор. Не, очигледно е пак е нас ниту една политички проблем, не зборуваме до веќе година и повеќе сме во криза политичка, не може да се реши без посредство на представници или медиатори. Значи, ако не сте способни или ако не сакате сами да ги решите проблемите, ќе ви се појави зелената маса. Ние така се создава одиум понекогаш кон меѓународната заедница, а се заборава дека тие со секое трчање по амбасадите, барање решенија и сега раскажуваат што разговарале и како преговарале, на некој начин губат дел од својот легитимитет. Оти на избори ние одиме за некој да ги решава проблемите во институциите, а не во амбасадите да аплодираат и да се веселат на европските чекори или политики. Инаку имаме еден чуден однос меѓу state builders странци и сите ние, граѓаните, stakeholders. Тоа мора да се смени. Да, очигледно дека следната влада сериозно треба да го врати процесот на решавање на сите работи во институциите. Да порасне политички. Пауза за реклами и одиме во завршница на ова интервју. Во завршница сме на интервјуто со професорката Гордана Цилјановска. Професорке, ако на почетокот најмногу го нагласивте тоа дека е неопходно конституирање на парламентот целосно, зборуваме, и таму да се одмерат демократија и нас да не учат. Да. Меѓутоа, она на што сме сведоци за сето ова време, бевме заглавени ние на оваа маса, сме заглавени со политичките прашања и со тие теми. Очигледно тоа е актуелно. Беше прашањето што ќе решат лидерите, што ќе решат 4 лидери до сега. Сега не знам како ќе се формулира тоа прашање, зашто се изменија силите во албанскиот блок и колку ќе зема 4 или 5. Меѓутоа, погубно е за Македонија што така се решаваат работите и се зависи од нив, односно се зависи од политиката, а не од институциите, дури и во закон се ставени 4 лидери. Ние како да тргнавме по патот теорискиот концепт на Арент Лајпхарт да го реализираме во праксата, бидејќи тамо во моделот на консоцијативната демократија се зборува за улогата на лидерите на сегментите, расни, етнички, јазични, верски и така натаму. Но сепак рамката е владење на правото. Не ми е многу пријатно да ви кажам, кога веќе колеги, конституционалисти, пишуваат за тоа дека Македонија е редок пример, ако не и прв, во правото, во уставното право, каде што се озакониле
лидерите на 4 партии. Значи во Република Македонија после Јосип Броз Тито и неговото како доживотен председател на партијата и на Југославија, сега ние имаме во законот за владата, во изборниот законник синтагма лидерите на 4 партии. Невозможно. Директно, значи, вие имате дискреционо или имате, наместо што рече вчера професор Очкарич, юридизација на политиката или јустициализација на политиката, имате политизација на правото. Како може субјект во право да биде лидер на политички сегмент? Тоа мене ме подсетува на конзулски систем во Франција и секогаш има опасност, па сега меѓу нив еден да биде првиот конзул, да подсетам на Наполеон Бонапарта, или пак во Рим, кога имало конзули, значи Цезари. Тоа е ситуација која не смее да постои. Ако зборуваме за владење на правото, тогаш јас навистина се чудам. Многу бевме бучни сега околу постапувањата на председателот, ама зошто во рамките на Пржинскиот договор, кога влегоа ваквите одредби, не реагиравме? Овие одредби се спротивни на членот 9, дека не може врз политичка основа да има дискриминација и најмногу ги дискриминираат другите, односно помалите партии. И тие представуваат граѓани. Како е можно, значи, ваква категорија да добие законски статус? Со тоа всушност вие, кога велите 4 лидери, процесот на одлучување, кој треба да се одвива јавно, транспарентно, по законски утврдена процедура, се дислоцира и станува вонинституционален, бидејќи ние не знаеме како преговараат 4 лидери, туку од пресконференциите дознаваме, и што е најинтересно, за клучните одлуки, тие не велат пратениците како што ќе одлучат, туку велат председателството на партијата или лидерот. Тоа е еден примордијален концепт, патронажен. Очигледно и сега е така, затоа што ДРИ, која е партија која учествува во преговорите, последниот збор во нивниот статус на партијата го има председателот кој може и да ја смени одлуката на председателството и слично. Меѓутоа, кога сме кај транспарентноста, апсолутно нема транспарентност ниту во преговорите за формирање на влада. Како што рековте, ние граѓаните сме го дале гласот на тие партии, очигледно и треба да знаеме што не чека во иднина од таа влада. Значи, едно е кога ќе се консултирал председателот, но друго све треба да се одвива во парламентот и се разбира дека тие мора да седнат за да излезат со некои решенија. Меѓутоа, решенијата треба да се кројат тамо, бидејќи тие се заради нас, а не заради олигархиските партиски интереси. Иначе, 200 години по Мојсеј Острогорски или она што го потенцира еден современ, извореден познавач на политичките партии Михелс, вели железен закон на олигархијата. Кажи партија, велиш, вели Мојсеј Острогорски, машинерија. Значи, тоа е невозможно. Што значи тоа? Дека може би една од клучните точки за демократизација на македонскиот политички систем лежи во демократизацијата на партиите, односно во внатрепартиската демократија која ја нема. Фракции со статут за гарантирани, поделба на моќта, вертикално-хоризонтална, по социјални структури, по етничка, по верска основа, активирање на советите на интелектуалци како тинк-тенкови своевидни. Тоа ќе доведе до демократизација. Да се надеваме непосредни избори за лидер. На такво нешто, иако не ги опфативме и прашањата за изборите и распишувањето на локалните избори, меѓутоа во услови кога парламентот вака не функционира, во услови кога нема влада, навистина е отворено прашањето дали некој воопшто и кога треба да ги распише овие локални избори, па и во редните на кои што заговара ВМРО ДПМН. Значи, тоа е запишано во изборниот законник. Тамо се пишува дека локалните избори се одржуваат на 4 години, во недела, во март, во првата недела. Како некој ќе го измени изборниот законник, не знам. Значи, првото што треба да го направат паралелно со преговорите е да изберат председател на собранието,
за ако не постигнат договор, јас се надевам и би сакала и верувам дека тоа ни е нас клучно, не повторно да чекаме, како го дода го чекаме, и да изберат председател, зашто некој ќе треба да го распушти. Кога не го избра, две можности се. Или да замислиме дека седницата конститутивна не завршила тогаш кога завршила, или пак да се посегне по мнозинството од 61 нужно за избор на председател, па да го изберат некој. Професор, ке ви благодарам за ова интервју и за она што го кажавте, повикувајќи се на законите на меѓународното право и на останатите политички системи, праксата во меѓународната заедница. Благодарам уште за интервјуто. Јас благодарам на поканата. Вам, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието. Следете ја програмата на Телма.